Партизирана и политизирана е привремената комисија за следење на медиумското представување, обвини денеска членот на комисијата Цветин Чилиманов. За ист вид на прекршоци, вели Чилиманов, едни телевизии редовно се казнуваат, додека на други телевизии им се прогледува низ прсти. Со 3 гласа за, денеска адхок телото донесе одлука за поведување на прекршочни постапки во 8-миот циклус на наблюдување против телевизиите Нова и Алфа за неизбалансирано известување, додека со 3 гласа против комисијата го отфрли предлогот за поведување прекршочни постапки против ТВ Телма и 24 вести за истиот член од законот. Комисијата вчера донесе одлука за поведување прекршочна постапка и против телевизија Сител, а беше отфрлено барањето за постапка против телевизија Алсат. Членовите на комисијата Цветин Чилиманов и Слагена Димишкова предложиле поведување прекршочни постапки против телевизија Телма и 24 вести, но иако аргументите биле исти или слични како и за телевизиите за кои се изгласани прекршочни постапки, нивниот предлог не бил прифатен. Заклучок е дека во овој 8-ми циклус и во претходните циклуси на сега особено дојде до израз крајната партизираност и политизираност на оваа комисија. Значи, за ист вид на прекршоци едни телевизии редовно се казнуваат, додека на други телевизии им се прогледува низ прсти денеска и официјално. Моје мислење е дека македонските медиуми генерално известуваат балансирано, коректно, даваат простор на сите партии што сакаат да ги представат своите ставови до јавноста. Имаме често пати случаи на ситуација на медиуми кои што се казнувани од страна на привремената комисија, но овие тројца членови кои што се предложени и одобрени од страна на партијата СДСМ, затоа што наводно не изнеле доволно ставови на партијата СДСМ. Потоа овие медиуми ни кажуваат дека упатиле покани, дека овие покани се одбиваат, на нив не се одговара. Чилиманов истакна дека во голем број телевизии имало дисбаланс во минутажата посветена на двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Тој посочи дека буквално биле во ситуација да казнуваат телевизии кои што ги покриле сите настани на СДСМ, но кога ќе се собере минутажата, тие не го достигнуваат потребниот квантум на минути за да има баланс во настаните кои што ги организирала партијата ВМРО ДПМН. Законот дозволува дека доколку една партија има далеку поголем интензитет на кампањата, како што беше случај во овие 10 дена, да не се поведува прекршочна постапка. Во овој случај телевизиите не се виновни за тоа, но сепак партијата СДСМ бараше нивно казнување. Имаме ситуација во која што членови на СДСМ во комисијата бараат казна доколку ставовите на Зоран Заев за двојазичноста се пренесат на македонска телевизија, која што генерално се однесува на македонските гледачи, а не бараат казна доколку истите тие ставови се пренесени на телевизија која што доминантно ја гледаат албански гласачи, че се прави обид дадена изјава да биде пренесена на дел од граѓаните каде што СДСМ процениле дека ќе добијат поени, а да не им биде пренесена на други граѓани каде што СДСМ очигледно процениле дека ќе загубат со изнесувањето на оваа изјава. Чилиманов истакна дека редовно одлуките за казни во комисијата се носат со 3 гласа за, со гласовите на членовите Љубомир Костовски, Горан Трапеновски и Љузим Хазири. Чилиманов и Димишкова и соопштиле на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги дека не се задоволни од начинот на кој што стручната служба во агенцијата ги подготвува своите извештаи. Според нив тие извештаи се исклучително детални и обемни за одредени телевизии и потоа служат како основа за нивно казнување, додека за сличен начин изнесени ставови и испакувани вести на други телевизии извештаите се кратки и штури.